Човек треба да се дотера, да биде среден кога влегува во ваква ѕверка. Ова е луѓе Lexus NX 450 Plus плагин хибрид. Не се влегува несреден во него. Новиот Lexus е многу повеќе од само луксузен SUV. Тој отвара комплетно ново поглавје за брендот Lexus со нови насоки во дизајнот, нови погонски единици, вклучувајќи го и првиот плагин хибриден мотор. Целосниот плагин систем, вклучувајќи електрични мотори и батерија, произведува максимални неверојатни 309 конски сили, што овозможува забрзување од 0 до 100 км/ч за само 6,3 секунди. Тоа отприлика нешто изгледа вака кога ќе стиснеш. Ова се случува. А ништо не се слуша. Клиентите може да уживаат во бесплатната 10 годишна гаранција на возилото. Значи, гледај какво возило со 10 години гаранција. Знаеш што ми текна? Ти си пејач, така? И Ацо Пејовиќ, така? Епа, знаеш што ми текна? Ако беше гитарист, ќе беше Ацо Свировиќ. Така? Шта прича ове? Пази. Ако беше голман, ќе беше Ацо Брановиќ. А? Брани дека. Јој. Де оно информација покупи? Пази. Ако со филмови нешто, знаеш, у бизнес со филмови кој Ацо Глумовиќ. Така ли? Дека сваќаш филмови. Слушаш ти ово што овој прича? Слушај, ако чекај, кинам да им кажам на екипа, нивки им текне сигурно. Многу јако е. Ацо Пејовиќ, бе. Све ми текнува. Желјко ми е рекол да е добар дечко. Радиш ти ја ово, Желјко, полако. Група маестро, одиме! Имаме друг бенд, имаме. И вака. Што ли се случи 1903-та, дознаваме од вестите за турската чета. Наводно лидерот го ставиле на метак, има вести од манатото, валја нема да ви смета. А после во емисија, негде после пола, ќе фатиме внимание како коса шнола, ќе се распееме триола и секстола и септола, но не ќе во моја песма е од пола, нема да е та. Не е гостинаца, денеска ни доаѓа многу битна фаца. 2 дена пред врата дреме еден папарацо, зашто на гости иде Пејовиќ Ацо. Од песните негови паѓаат во кома, кога емоции ги пукаат на тома. Доста за почеток, сега одам да си седнам во камера, да намигнам и да ве погледнам. И како што забележавте, бендот е малку променет, малку повеќе е променет. Иле, пази, група маестро која доаѓа за нешто специјално. Да. Така, дали Јоксимовиќ дошол, дали Мирослав Филич дошол и ред други, така да нешто спремаме. И сега работава дошол Ацо Пејовиќ, така специјално. Арно, вие не бевте тука. Значи, ние кога ве договаравме фактички да дојдете, се договоривме дека треба да дојдете директно од аеродром, пошто бевте каде? Од аеродромот Скопје, значи би ги дородите аеродром, не од аеродром на село. Не од општин аеродром. Да. Да. Дојдовме, буквално директно од аеродром. А кај бевте? Кај одевте? Кај шетавте? Во Удине. Во Удине? Свиревме на родиненска прослава. Да. Опа. На нашиот другар Илија Несторовски. Нестор. Нестор. Го поздравуваме Нестор. На наше задоволство, му бевме гости. Изгледавме и натпревар, Удине за Рома. Како заврши? Директно во студио. 1-1 заврши. 1-1, да. Добро, не е лошо. Да. Не било изгубено. Супер. Значи, вие као Ролинг Стоунс, онака, знаеш, од аеродром, баб на свирење со Ацо Пејовиќ. Да. Пошто тоа го прават Ролинг Стоунс. Свират со Ацо Пејовиќ. Што да му отсвириме? Му ги знаеме песниве? Знаеш, јас сега да се спремам така, значи може да ја побараме, поноќ мора да ја свириме. Поноќ и за Лилјан. И Лилјан, и за Лилјан. Дел од секоја забава, не го Така, ги бараат? Ги бараат, а? Минимум по 3 пати. Значи ова со филмов растори. Лудница. Добро, направивме изгледа добра одлука со тоа што доаѓа. Чиме така, група маестро подготвени,
поночи за Лилјану, се надевам тој нема да има ништо против со свирењето. Океј, ајде, одиме понатаму тогаш. Сите зборуваат за победничката песна на српскиот избор за песна на Евровизија, Констракта. И чувме многу мислења, разни мислења, ама не ги чувме нашите познати личности. И кога сме веќе кај тоа, ние ги снимивме нашите познати личности, што тие мислат за Констракта. Ми да, гледаме. Пратеме го фамилиарно секоја година Евросонго. И оваа година ќе гласаме, ќе навиваме за нашата земја. И ако не можеме ние, со нашата песна, зашо не победе Констракт? Србите може да победат. Тие се наши пријатели. Еве, ако они не можат, може и Грција. И тие се наши пријатели. Зашо не победат? Или ако не можат, може и Романија. Земја од Европската Унија. Не се соседи, ама добро е да победат земји. Зашо да не? Или еве Шпанија. Нека победат и тие. Или еве Португалија. Гласайте за Констракту. Или немојте очекивати пшеница. Ветко, значи доста ветко гледам Евровизија. Последен пат гледав кога беа неви песните Црно тиквешко, Самојуска свадба и слично. Тогаш последен пат гледав. Ама премалку ми титна Александар Вучиќ. Ми рече да гласам за Констракта и ќе гласам. Да ви речам, очекувајте 12 поени да одат за Србија во Унгарија. Поздрав! Па добро, братче, знаеш, Евровизија си еба матеруше, која не победи ја врча Гаджа и Тамар. Од тогаш се си еба мајка и више не гледам. Добро да, ви благодарам за прашањето. Еве сега одам да се сретнам со представниците на Бугарија и Србија. Баш правевме муабет за Евровизија. Александар Вучиќ рече дека многу му се допаднала нашата песна и дека ќе даде своји 12 поени за нашата држава. Освен тоа ќе даде и пченица, вакцини, паштети и некои други намирници. Од друга страна пак нашата држава, нашата република или земја, како можам да ја наречам, покажа дека е исто така многу конструктивна и ќе даде свој глас за Констрата. Од друга страна пак од бугарите не треба да очекуваме 12 поени, треба да сме воопшто среќни што ќе настапиме на Евровизија затоа што можевме да добиеме вето од нивна страна. Добро, ова и не беше толку смешно. Съм се мислил да ја съм бидна се мислил. Съм се го здрагна, съм се влезил, съм се знал да ја съм мислил. Не ме да му смислиш. Мене лично ми се допадна песната на Констракта, но еден почитуван гледач и јавувач ми кажа дека тоа било местено од руски хакери и слично. Кој знае, не и се. Само ја знам тајната за мојата преубава коса, но не ви ја кажувам. Чао, се брзам, одам на пластична хирургија, затоа што морам да бидам здрава. Да бидам здрава. Чао, шушумигу, се брзам. Мајкувам Божију капиталистичку. Евровизија. У моје време то не е било. Скупите се сви, босанци, македонци, срби, црногорци, хрвати, словенци. Па направите едну Југовизију. То би ја гледал, а не ово Eurosong. Уметница мора бити здрава, као. У моје време имало е државне болници и сви су били здрави. Не само уметници. Како Евровизија? Спорт не следам одамна. Која е тајната на здравата коса на Меган Маркл? Дали Саво Милошевиќ дилал шампон за здрава коса во подземјето во Лондон? Дали Фатиме Фетај избега од Македонија за да не ја следи истата судбина со Катица Јанева, па сега преку името Констракта оди и пее во Србија? Дознаваме во моето шоу, бидејќи и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Украина, можеме и они да победат. Целта е да има дружба, да има пеење, да се дружат, да се забавуваат. Па нека победи било кој. Ние фамилиарно ќе гледаме, освен може би синот, годинава нема да може да гледа. Оти нова работа најде, па малце зафата.
Овој туш од група Маестро означува време за мене да го најавам мојот гостин. Мојот гостин има концерт на 9 април во Борис Трајковски, ми представува особено чест што е тука. Маестро, си може да го поздравиме така, спремно е се. Ајде некоја негова песна. Па само opušteno, biće tvoje što je njeno, spakovat ću život ceo u 2 kofera. Не, па се уште еднаш, еве, не седна. Оп, уште една. Pa samo opušteno, biće tvoje što je njeno, spakovat ću život ceo u 2 kofera. Фала. Живели. Живели и добре дојде. Bolje vas našao i drago mi je da sam večeras kod tebe. Се подготвуваме за концерт. A? Се подготвуваме за концерт. Misliš? Па да. Мислам дека цело Скопје се подготвува. Ја тоа што гледав какви гужви имаше во мол, па. Drago mi je da je tako. Сегде ли е така, кај што виш? Во Ексију, така? Jeste zaista i drago mi je da je tako i ja se radujem 9. aprilu. Prvi put da pravimo neku veliku priču u Makedoniji. Radio sam mnogo puta u Makedoniji, Да. raznorazne klubove, diskoteke i sve. Ова е друго. A ovo je već stepenik više. Ovo je nešto što čovjek napravi i onda to ostane za sva vremena. Така е. I to je onako u CV-u kad uđe Boris Trajkovski, onda je to ozbiljna priča. А пратиш бокс пример такви негови работи? Boks, da li Да pratim? речеме, да, или било што, тенис е што и да, Pratim спорт. i boks, i tenis, fudbal, košarku, Видиш што ми sve. е поентата. Кога сите викаат спортисти дека кога ќе стигнеш на врвот, нели најтешко е да останеш, така? Tako je. Ти е малку страв. Знаеш, дали имаш момент и што кога ова ќе престане? Имаш, знаеш, таков... Znaš kako? Kod mene to traje, hvala Bogu, ozbiljan niz godina. Така. I radim i super je. A da li ja razmišljam o tome jednog dana? Naravno da da. I ja sam sebi kažem, dolaze neki novi, mlađi, lepši, zgodniji, kreativniji, jel? Kao što sam verovatno ja nekog zamenio, tako će i mene neko zameniti. I ja apsolutno nemam problem s tim. Hvala Bogu da ima mladih ljudi, novih, koji dolaze i jednog dana kad bude došao dan da kažem Pejoviću, sad ideš u penziju, ajmo. Ajmo, penzija. Opušteno. Tako je, opušteno, penzija, da ne razmišljamo o ni u čemu drugom. I drago mi da to tako ide i hvala Bogu, to je neki prirodan... Апсолутно. Еволуција. Tako je, evolucija. Музичка еволуција Tako некако. А ако се вратиме, значи опуштено беше пред... Prije 20 godina. Абе како пред 20 години? Pa tako što 2002. godine. Од тогаш е опуштено? Tako je. Ова личи како на пред 20 години управа си. A? Управа си, да. Ова е 20 години. Evo vidi frizuru, vidi. Ма не само све. Vidi ga, И продукција и све. Sad bi ja rekao iz ovog ugla, rekao, vidi mu indijanca, vidi mu frizuricu, vidi mu loknice. Vidi kao, da ne kažem šta. А се сеќаваш пример на тие моменти, имаше притисок како ньюкамер, што вика, знаеш, нов на сцена, не е етаблиран во врвот, збориме. Ти си бил секако на сцена, ама не си бил стигнат, немека, во листа. Имаше притисок ja nemam нешто? taj problem, ne. Не, а? Nemam Значи taj само уживаш у тоа што го Nemam, правиш. uživam u tamo što radim i to je to, apsolutno, ja nemam А taj како problem. стигна ова испадна хит? Ево го до ден денес, ko знае. Како дојде приказкава со опуштено? Кој ти ја Opušteno je- понуди песната? Opušteno je radio je Braja. Добро. Znaju svi ko je Dragan Brajić. Така, окей. I u tom momentu on je uradio pesmu i rekao imamo hit, imamo pesmu. Ти треба Ja пееш. kažem kako se zove pesma, kaže Opušteno. Kažem, deži bez, nemoj da me kakav Opušteno šta? Čekaj bre, poslušaj pesmu. I on kad je krenuo, znam da se ne mirim sa tim i da želim... Ja kažem, pop, ajmo. I kad je ma samo opušteno, a ti si ga refren. biće tvoje što je njeno. Ja kažem, hvala ti, to je to. Tako da je pesma potpuno tad je u tom momentu Braja kad je pisao pesmu,
tad je reč opušteno, znaš. Uvijek je bila kod nas svih, ono, kod ljudi, znaš, kad se neko nervira, ti si moj drug, sad imaš neki problem, pa daj, opušteno je. Znaš, opušteno, pusti, proći će, opušteno. I njemu je to nešto opušteno bilo i desilo se opušteno. И после песната уште поише. Jest, Почна да се користи. tako je. Добро, добро. Али добро, A Žare, nisam ti pitao, kako si ti, jesi dobar? добро е да ти кажам, фала ти. Ha? Одлично. Доста ти мене малтретираш Ти чим си тука, Ispitaš me одлично. s nekim pitanja, kako si ti, jesi ti dobar? Добро е да ти кажам, браво, добро. Kako se snalaziš to? Ба види, тешко е малку, ама... Опуштено. Pa to sam očekivao da kažeš. Пази, Тома, филмот е нормално таа некоја си иницијална каписла што ги фрла работиве у некоја вертикала. И колку луѓе го To je изгледа... samo jedan stepenik u mojoj karijeri više. Ако, Samo ама stepenik više. колку го гледа филмот, тоа се милиони што го имаат гледано, нели? Како му да, ако ги броиме тие пиратските, кој знае колку ќе испадне. Da, da. Али повеќе од милион се што официјално го имаат гледано со кино и со карти и така натаму. И се имало повеќе пејачи во игра за да бидат гласов. Кој го одлучува тоа? Желјко Јоксимовиќ? Da, da. Така? Da, Željko i Bijela. i Bijela su odlučivali o tome. Željko je moj prijatelj. Milion godina, jel? Mi se znamo i drugari smo i prijatelji i sve. Sa Bijelom sam prvi put, znao sam se ranije, ali sam upoznali smo se, ali prvi put smo ovako ušli u konverzaciju da sedimo, Za da projekt. pričamo, tako je. A posle smo i pričali ovako i postali prijatelji. Bijela je sad jedan od mojih ozbiljnih onako prijatelja koji su mi k srcu prirasli, jer je zaista jedan divan čovjek, jedan umetnik. Добро, по фреквенцијиве тука сте. Tako je. Željko je imao nekih proba sa nekim ljudima, Аха. raznorazni koji su dolazili da probaju, da pevaju tomu. I sve to super. I onda on mene, pošto je Željko i ja imamo, ja njega, on mene zove Kućo. Добро. Kućo. I on kaže, Kućo moja, i ja njega, Kućo moja, dođi da probamo da film tomu radimo, ajde da probamo kako će to zvuči. I ja sam potpuno ušao u tu priču sa srcem, ako ne ide, jer ako nešto leži, leži. Ne po svaku cenu. Тако си за све, веројатно. Pa, u svakom slučaju. Ali kad ulazite u takvu priču da s nekim, za takav projekat kao što je film o Tomi, ajmo da probamo. Ajmo da probamo. Tako i Željko rekao. Ajmo da probamo. Da vidimo. И што беше тоа што пробавте? Pa, Конкретна песна? ne, sad ću da ti objasnim. Željko je htio da probamo da li taj moj vokal, moj glas, liči, da li podsjeća, da li... To su neke stvari koje i ja... Ke lepili. Da li sam ja, da nisam, da mi je Željko rekao, nije nam to, ja bih rekao svaka čast, apsolutno. Nemam ništa protiv toga, ima neko, naravno, ima neko čiji će glas da... Međutim, kad smo ušli u studio, kod Željka, koja je prva pesma bila, mislim da je... Da li je bila Marija ili... Mislim da je bila Marija. Женско име е сигурно. Marija, život mi je prepun suza. Добро. И слуша Желјко. Prokleta je ova nedelja, prokleta je sva u suzama. Gde da lutam, gde da nađem mir, kad ti ode, a ja nisam kriv. I to kad smo otpevali, kao Željko, to je to, nećemo dalje da ništa... Ото, купено. Tako je, kupljeno. Tako smo ostali i tako je, i sve numere sam otpeo. Sve koje su vezane za Tomin glas sam ja otpeo. Добро, и тебе ти легна. I leglo mi je, ali nekako, znaš, posebna je odgovornost uraditi, pevati Tomu. Dobro. Koliko god to neko mislio da je to lako, nije lako. Zaista. Ja sam se potrudio da bude sličan glas Tomi. Tomu ne može niko da peva, Toma može samo sebe da peva i to je fakat jel da je tako. Potrudio sam se da dočaram njegovu boju glasa, njegovu emociju. Samo sam se potrudio. Слушаше тој период многу Тома, пример? Цел живот Како се спремаш? Ja ceo život slušam Tomu. Ja i kad sam... Значи на некој начин ја чекаше улогава, знаеш, добро ти легна. Znaš šta je, ja dok sam
srednja muzička škola je bila. Dobro. Pa sam svirao klasiku, klavir, kontrabas sam svirao. I svirali smo svega i svačega. A onda uveče kad preko dana srednja muzička škola, vežbanje, sve, znaš, Čajkovski. ispiti, sve. A onda dođeš uveče, da ćemo idemo u kafanu. I u kafani, kad dođeš u kafanu, sve je u životu prolazno, moj druže. Vidi, ne možeš da ostaneš ravnodušan i da, znaš, kao, super je. Toma je Toma. Tako je. Toma je Toma. Tako da njega klasa za sebe. Tako je, njega slušam i njegovu muziku mnogo godina unazad i to je ono što volim u kafani. Тебе те знаат луѓе. И сега доаѓаш да го пееш Тома, а ние ти го знаеме гласот. Ексио ти го знае гласот. Тоа е додатен притисок од аспект. Ако си некој анонимен, мислам дека би прошол полесно без притисок, пошто немаш багаж. А вака ти си Ацо Пејовиќ, што Tako треба je. да го пее Тома Tako Здравковиќ. je, o tome sam i razmišljao i to je postao jako veliki problem i sa Željkom kad smo pričali. Да. Da može da se desi da imam problem u smislu u kom. Baš zato što sam Barijera. nekog čije ime znaju, nazovi celebrity kod nas, kako se već. Drugačije je svugdje u svetu, kad se rade filmovi o ljudima iz tog sveta. Biopics, še ги кажа. Tako je, kao što je o Ray Charlesu, postoje muzičari koji su pevali to. Така е. A su sve anonimusi bili. Sad u ovom slučaju malo gadno ispalo, mislim, malo teško ispalo da se pojavi neko, ja koji imam svoje ime i karijeru i mene ne treba ni film ni bilo šta. За да знаат кој е Ацо Пејовиќ. Napravio sam svoje ime kako tako, kome se Da bi sviđa komu se sviđa, ili ne, komu ne, nebitno. tako. Ali sam napravio i znaju ko sam. I sad dođeš u varijantu da pevaš i da pozajmiš glas glumcu od pevača koji je legendaran, koji je ostavio ozbiljan pečat u narodnoj muzici. Mada ja to ne bih rekao da je narodna muzika. Mislim da Toma Zdravković je mnogo više od toga. Danas imaš mnogo pevača koji se predstavljaju kao pop pevači i u stvari više su oni narodnjaci nego Toma. Ама тоа е многу чудна конструкција ставањето на жанрови. Знаеш, кој е најголем поп хит у 90-ти години? Smells Like Teen Spirit. Што се сега Nirvana поп бенд? Upravo žalim o tome pričam. Tako da, eto, ja to tako gledam. On je bio ispred svog vremena. I mislim da je bio neko ko će još da traje mnogo generacija i hvala mu što je postojao. U mom životu, u mojoj karijeri ostavio ozbiljan trag. U kom smislu? Ja nikad s njim nisam ga upoznao, ja? Face to face, nikad. Ali, na primjer, moja karijera je ozbiljno krenula sa pesmom Jelena, koja nikakve veze nema sa filmom. Така. Не се пее во филм. Tek sad bio. A pesma Jelena, koju sam prepevao ja, davnih godina. Ja ne znam ni koja je godina to bila, Jelena. Ja sam sasvim slučajno. Jelena je pesma Tome Zdravkovića koju je onako malo ljudi znalo. Dobro. Da, ne je od hitovima. Ne, nije bila u hitovima. To je pesma koja je negde bila u nekom zapećku, naprosto... A zašto ta je odbra? Nije izašla. I slučajno, to moram ti ispričati, to se desilo slučajno na jednom izboru za kao najbolji pevači. I to je bilo u mom rodnom gradu u Prijepolju. I tad ja sam se zadesio slučajno tu i bio je moj veliki drug i prijatelj i brat Dženal Lončarević. I mi smo sedeli i sad izašao jedan momak koji je krenuo da peva pesmu, ja koji znam bar mislim da znam, ceo opus Tome Zdravkovića, izašao i krenuo da peva Jelenu. Samo su moje ulice puste, deštava svetlost mokrih trotoara, a mene proganja je. I ja slušam i
sedim onako i ježim se. Znaš kada stiš, ali dečko je ono, nije to ništa, ne znam А за тебе kakva... во тоа време беше нова? Или се сети дека е Тома? Nisam ni znao ko je. Така? Nisam znao Само ko си je. кажи, I ја, ова е топ pitam, песна. Evo, Čeran, to može da ja Čerana pitam i kažem, Чио е ова? brate, čija je ova pesma, ko je ovo pevao? Je? I Čeran kaže, mislim da je Toma Zdravković, kaže ovo Ама, neka. јас сум сигурен. I onda sam ja rekao, ja ovu pesmu moram da otpevam, pa kako god da bude. I stupio sam u kontakt sa Gocom, Gordanom, suprugom pokojnog Tome. За дозвола? Tako je, sve sam to uradio kako treba, za dozvolu. I oni su naravno bez ikakvog problema meni dozvolili, dali mi sve ono kako je ugovor i sve šta ima. I ono što mi je posebno drago, njegov sin Aca je rekao jednu rečenicu koja je mene tek posebno posle toga kupila, koja je rekao ne bih nikad dao da tatinu pesmu neko peva, ali ovaj čovek može samo on i niko drugi, jer ja njega slušam i sve. I onda mi je to još posebno onako bilo drago. Eto. Баш убаво. Многу убаво. Морам да ти кажам. Знаеш, и се гледа емоција кај тебе, тоа ми се свија многу. Yes. Знаеш, се гледа како искрено ги збориш моите, и тоа е секогаш Pa има nemaš samo, значење. iskreno moraš u životu. Така е. Ponoć je, ostao sam opet sam. Ponoć je, nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta, ej sudbino moja prokleta. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne čuje. Ja nemam više razloga da volim. Ja nemam nikog da mi kaže kako da prebolim. Dani idu, prolaze mi leta, ej sudbino moja prokleta. 1762 во Скопје пристигнува турскиот трговец со зачини Осман Балик. Уморен од долгиот пат, отишол во одајата да одмори, веднаш заспал, ама чуден сон сонил таа ноќ. Во сонот му дошла ќерката на султанот и му рекла: "За мене ова?" Ево, ова е чај, друже. Браво. А шо зборев? Ново од креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Денес има физичко, фудбал и тенис. Како ли ќе издржи?
Лео за активни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Од сам почеток не ем кешнови клиент. Веќе 7 години. Знам, господин Петар, задоволството е наше, како и сите кредитни консултанти од Демкеш. Тука сум и каде и кога ви е вам потребна. Но тоа не е се. Тие си првите со... Викам, тоа не е се. Тие си првите и се уште најдобри со онлайн аплицирање. М први, М брзи, М најдобри. Провери. М кеш. Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се. Но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? креаторите на Бикутан. Во продукција на Алкалоид. Овој шизеленчук јаде само со молење. Томи, за силни дечиња. Kids Beats во аптеките близу вас. За љубителите на ненадминливиот пеперминт зелен чај со нане, нотата од нане го освежува деликатниот вкус на зелениот чај, обезбедувајќи особена свежина и удобност. Ви го препорачуваме за прилики во кои ви е потребно оживување на сетилата, good nature се разбира. А мирисот на топол леп е синоним за дома. Искусните знаат дека за добар леп најважно е што? Брашното. А за мене нема подобар избор од моето брашно од Кадино, број 1 во кујната, моето брашно од Кадино.
Пролетното средување на домот е поедноставно со горење. Одберете апарати кои ќе ви ги олеснат и забрзаат целите процеси за да ви остане повеќе време за да се уживате во пролета надвор. Појдете и видете што се нуди во горење. Каде имаш учено средно? Šta kad imam? Средно школа. Средно школа во Подгорица? Подгорица. Да. Тадашни Титоград. И во истото тоа школа кај што учеше имаш после тоа си така патрон на школа, имаш и инструменти донирано, виолончела ли? Добро. Да? Тоа е било ја нисам бил, ти си први кој то помниш. Не, дури пази, мислам дека знам 5 виолончела и 10 виолини имаш до сега. Така е. За децава Затоа што донирано. тоа е школа кој сам ја завршил, средња музичка. И onda sam bio sa nekim mojim prijateljima koji su sad profesori tamo, a inače su moji drugari iz škole, zajedno smo bili. I onda su mi se žalili. U stvari, tadašnja moja profesorka, Zoja Đurović, je meni bila profesorka, a sad je direktorka škole bila. Sad više nije, ne znam šta i kako, ali nije više, ali je tad u tom momentu prošle godine je bila. Dobro. I ja sam je pitao kakva je situacija sa školom, ona kaže da nemamo dovoljno violina, deca dolaze, roditelji ne mogu da sebi priušte da kupe violine, da... I nekako meni tu, ne znam, bilo mi je logično i ako možeš, onda pomogni. I onda sam ja otišao kupio 10 violina, 5 violončela, 10 pulteva, onih za partiture, da. I ništa, to sam poklonio školi. Pa dobro, normalno. Mislim da je to... Dobro, ma тоа кажува многу. Значи ти осеќаш као да дужиш на школата. Oni su meni nešto u životu dali, naučili. Mislim da je logično da ja njima nešto, da se malo odužim. А се мислеше ли некогаш дали да бидеш музичар или спортист? Пошто имаш тренирано кошарка така, малку поозбилно. Pa muzika je moj život. Дали уопште некогаш... Ja sport jako volim. Pratim košarku, pratim fudbal i pratim tenis zbog Novaka, naravno. Koga, beskrajno volim i obožavam. On je genije, jedan ozbiljan lik. I sport mi je top, ali ipak je muzika nešto što je broj jedan u mom životu. Го знаеш Новак? Мислам, сте пријатели? Poznajem ga i njega i njegovu porodicu. Jako volim i poštujem i poznajemo se, naravno. Bili smo, to je jedna anegdota lepa, eto, kad je osvojio Roland Garros, sljedeći je bio Wimbledon. Dobro, pa da, tako idat. I te noći smo bili na proslavi kod njega. Prvo smo bili u jednom lokalu, prvo u jednom restoranu njegovom je bila proslava kod tate, majke i porodice. Oficijalni ovdje. Da, a onda isti taj restoran koji se isto tako zove, Novak, smo bili kod njega. Gde je njegovo društvo, mlađi ljudi. I bili smo, nisam i ne pričam o tome, ali evo, prilika je da mogu da pomenem, nadam se da me neće zameriti. Bila je ceca, Aleksandra Prijević, moja kuma, i ja. Smo pevali to uveče. Ali ono što je meni bilo fascinantno, te večeri za Noleta, što veselje je bilo super, pevanje, sve, rock and roll, skakali, igrali, ali 12 sati kad je otkucalo, onda je Nole uzeo mikrofon i kaže, dragi moji prijatelji, ja sutra putujem u London, idem na Wimbledon, hvala vam na svemu, vi ostanite da se družite. A ja teram. A ja imam svoj ritam i to me je, znaš, puna ti je kuća gostiju i ti u datom momentu, ali to je profesionalizam. A ko zna koliko ti se sjedi? Ja ga volim i zato što je takav i Bog mu dao zdravlje. Ama zato je broj jedan, to je... Tako je, on je ponos. I mislim da je on ponos svih nas, i Srba, i Makedonaca, i celog Balkana, da ne pričam sad. Koga, ali tu je pokazao svoj profesionalizam. To je ono što sam teo u stvari da kažem. Sjajan je. Znači, hvala vama, vi ostanite do ujutru, dokad vi hoćete, vi ostanite, ali ja i u 12 sati preko vrata. Ovo je impresivno i vaka, na trezno, a zamislim na pijano nekoj da ti reče ja si odam. Ovo kažeš, kaj si je? Jeste. Ne, бе, вика, седи се, уживај. А пази, се дружиш многу, тоа го знаеме, со доста спортисти. Ама веројатно, ако не грешам, онага си другар со Пежа Даниловиќ, или не?
Peđa Danilić je jedan od mojih najboljih prijatelja. Така? Jeste. Печа Данилович, легенда кошаркарска. Tako je. За To тие je jedan што od не mojih знаат. najboljih drugova, prijatelja. To je posebno stvorenje, posebno čovjek. Ima neku svoju priču životnu i nekako je poseban... Dobro, isto balkanska гордост би рекол. Jeste. Ja uvek kažem ti si bitanga, ja njemu kažem. Ti jesi bitanga i stvarno si, ali svi te vole zato što baš takav kakav jesi. Така, да. I to što Има некоја искреност, ima tu arogantnost автентичност. svoju, ali autentičnost i Така. on je takav svoj. Точно. Saša je осеќам тоа. brat, srce, jedan život. Добро, пази, знаеш, Ja ga колку- mnogo volim. Mi колку imamo се- interne šale, ne mogu sad ovdje, naravno, pred А не се за камери? pred kamerama da pričam, ali mi se ovako... Добро, ама чим jako- сте толку близки за живее за све зборите. Tako je. Така, не се збори за спорт, музика, за Ali свашта. ja imam за... u tom svetu zaista puno prijatelja. U Така е. sportu, sad da ne nabrajam ponaosob, ali zaista imam puno prijatelja. Кога сме кај тоа? Ние ти подготвивме една мала игра. Оваа игра се вика тркало на среќата, коло среќа. И сега ќе вртиме тркало, на него има познати имиња, кои што ти ги знаеш многу добро. Кога ќе застане тркалото на било што, ти ќе каже стоп. Ќе ни ги опишеш у 2-3 збора. Најпрво нешто што ќе ти дојде. Важи, пример. Може. У случај Ај, режија да видиме тркалото, пуштате го. Знаеш се, ако ти дојде битанга кажи се, што знам, знаеш, окей, еве ги, ти кажи стоп кога сакаш, значи ти самиот контролираш. Стоп! Опа! Ај. 2-3 збора, први. Што ти дојде? Brat, drug, veliki umetnik. Umetnik, a? I veliki zebant. Да? Da. Volim. Сме имали ние чест, бил 3-4 пати Željko Da, кај kod нас. vas nije, Da. ali je sjajan u tom smislu zebant, što kažem da je jako duhovit i Dobar humor, ostar humor. Tako. Да, не можат сите да се носат со тоа. Да. Žeka je top. Го поздравуваме, Željko, жив, здрав. Ајде, тераме, пуштај. Кој е рекол стоп? Ти треба да кажеш. Добро, уште еднаш, ајде, одиме. Ајде. Žarko, stop! Аман, беацо! Јас ке речам сега. Чекај. Јас режија. Ајде, пуштај. Опа, леле, ако се погоди пак. Стоп! Немогуче! Не, јас ќе прашам. Драган Бjelogrlić, ајде. Bjela, brat, veliki umetnik, čovjek... Чего, вие ти се спремни за сите ги кажеш брат велики уметник, кој да се падне исто ќе кажеш? Ne, brat. Brat, veliki umetnik, čovjek koji je obeležio neki svih nas možda jedan deo života. Kulturološki. Така е. Mnogo filmova, mnogo uloga sjajnih i neko ko je onako čovjek koji ja nisam poznavao, ali kad se desilo sa filmom, mi smo se upoznali i nadam se da smo se zbližili, a i to negde potvrđuje naše prijateljstvo. I jedna lijepa rečenica koju je on izgovorio, kad me je zvao Novu godinu mi čestita, nazvao mi je rekao sreća ti Nova godina i srećan sam mnogo što sam te upoznao u ovoj novoj godini, hvala Bogu da sam te upoznao, hvala ti što stekao sam jednog novog prijatelja i novog brata i druga i sve. I to mi negde onako bilo i značilo mi to. Pazi, знаеш, Bjela znaje Tako je. Iljadnici lulje. Meni je to u momentu, meni lično je značilo puno, zato što Bjela je, eto, takav kakav jeste, brat je sve, ali mi je značilo u tom momentu da takav čovjek misli to za tebe, tako? Tako je, da mu je drago, da mu je godina uspešna bila zato što je stekao jednog novog prijatelja, kao što sam ja, jel? I onako sam bio jako srećan i ponosan zbog toga i Bjelu jako uvažavam. Ne samo njegov... Profesionalno zborio. Tako je, nego njega kao čoveka, kao osobu i njegovu porodicu koju sam upoznao, naravno, sjajni i ćerke i sin i supruga, sve, samo imam
речи хвале. Така, и сега пази, застана тука на Саша Матич што вртеа во режија, а со Саша имаш многу имаш анегдоти со Саша ти. Ама еве пример може да кажеме со Саша често пати ќе одите на некои луксузни вечери или што и да е, а ќе завршите у Пеца Вајле паштета, јадејќи дома. Како тоа доаѓа? Како едно со друго? Ја то гледам као еден. А тоа е живот. Тоа е живот, и да. тоа треба, тоа е уствари малку јасток, малце паштета. А тоа е истина, тоа е ја морам то кажем, ја многу пута сам причал о томе, не знам, нисам овде у Македонiji, нити сам причал пред неким медијима овде, али ја кад сам дошол у Београд, дошол сам са супругом и са ќерком, имал сам 300 динара у джепу. Тих 300 динара у джепу е било као сад неких 3 евра. 3 евра, а кирија за стан ми е била 250 евра. Мараката у тоа време. И сеќа се, ово nije патетика, nije ништо. Да ме неко не схвати, апсолутно ме не занима тоа, кој ќе како схвати, али ајде. Али да не схвати неко нешто погрешно, причал сам о томе. У стану од 27 квадрата сам живео. Знаеш, кад суđe од ручка, переш у туш кабини. И то, сада, опет да не схвати неко патетику, молим. И то ми е супер, окей, тад сам тако живео, јел? Па онда супруга купи онај еврокрем, ово лицки, онај мали, овако на кутица, па подели на пола. Па да има ќерка данас нешто сладко, па да има сутра сладко, на пола. Со лажи ќе нешто доаѓаше. Ја немам тај проблем да то кажем. И нисам заиста, и ово, не схвате опет луѓи да нешто на патетику хватам и да причам, него причам како јесте, и ја се тога поносим тог периода. Кад сам живео тих 27 квадрата и кад сам живео данас до сутра. Тоа што те прави повеќе да го цениш тоа што го имаш сега? Пример? Так, цениш живот. Или едноставно тоа е еден таймлайн, така функционира и тоа е. Некогаш си горе, некогаш си доле и тоа. Ја се тога не стидим, ја о томе причам с поносом да сам тако живео и мене тоа супер. Зашто причам ово? Тоа е што Саша, кад идемо да идемо, јасто ги све е фулова, па се вратимо куќи код мене, да шта ќе бъде сад паштето. Па тоа е управо тоа. Значи, ја hoću кажем, да мене nije strano. Види. И да немам, јако да немам, па nije mi strano ово да имам. Мислам дека поента да ти седиш со луѓе и си ја правиш атмосферата ради друштвото, а не ради кафаната или јадењето. Тебе не ти е битно дали е јасток денеска или е кебапи. Мене тоа апсолутно не занима. Или седиме у најлуксузниот у Београд. Мене тоа апсолутно не занима. Мене тоа не значи ништо. Мене не значи ништо. Мене значи с ким седим за столом. Не волим луѓе кои имају негативну енергију. А можеш да ги познаеш? Препознам одмah. Така? Ја осетим, мислим да и ти, Зара, и ја, и ево момци и сви кои су ту, kad sediš u društvu i dođe neko ko unosi tu negativnu energiju, osjetiš naprosto ne prijati neko. Nema veze da ga znaš ili ga poznaješ ili ne, ali osjetiš da je to negativna energija. Ustaneš i meni je najlakše da ustanem, jer ako ne ustanem onda... Južo, otidova 2 sata. Ne, onda imam ja malo druge metode. A, така? Da. I onda bolje da ustaneš da odeš nego da se, znaš, da mi neko unosi negativnu energiju. Така, зашто после ќе ја носиш со тебе. Tako je. 13 сезони еден на еден, многу гости, многу приказни, а кога имаме гости од странство, секогаш го носиме овде. Одлична храна, луксузни соби и Sky Bar со неверојатен поглед на Скопје. Плюс, сите гости имаат 20% попуст на целото мени со секоја резервирана соба. Во било кој хотел, гостинот се чувствува како гостин, а само тука, гостинот се чувствува како газда. Проверете сами. Хотел Панорамика. Ако збориме, пример, не само овие, Аца, Лука, Саша, Матич, кои беа таму, Биела, Даниловиќ, Пеџа, Желјко, Цеца и други. Пример, сега да те прашам, ќе одговориш.
кому од нив, од овие познати, што ти се другари, кому би оставил деца на чување? Кому? To što je Lukas ostavio meni njegovu decu, jel? А, така? Не знам, појма нема. Kako ne znaš? Не знам. Си му ги чувал децата или што? Ne. Aca Lukas je u svojoj knjizi Dobro, ne znam. Ne znam što, ili zezaš ili ne znaš. Ne znam, seriozno. Lukas je u svojoj knjigu koju je objavio... To je skoro pred nekoje vreme. Tako je. I ima jedan deo u kom kaže da kad bi došao u situaciju, ne daj Bože, što ja ne želim, naravno, ja mu želim 150 godina da živi, to je moj drugi prijatelj i brat. Ja mislim dodeka odiš da završiš rabota, ne s kraja da je to... Da, ali on je u svojoj knjizi Čovjeka Napejović napisao da bi, ako bi došao u situaciju da mora da nešto kaže, onda bi svoju porodicu, odnosno svoju djecu ostavio i golema doverova. Da se meni javi da ih ja pazim, što je meni naravno od Boga mu zdravlje. A ti bi mu vratil така со довербата? Ти на Лукас би му ги оставил? A što ne bi, on je brat, tako da... A slušaj, со кого не би сакал да загледаш у лифт? S kim ne bi da se zagledam u lift? Не мора за лошо да е, некој може да од кај да знам. Со кого? Не со него. Sa muškarcem. Така? Da. Може прифатливо. S muškarcem se ne bi voleo zagledati. A последно, овде имаш многу знам. A žensko vrlo rado. Така, било која. A ne bilo koja sad, što bilo koja. Слушај, последно прашање, овде има многу кандидати, ама мораш да одбереш некој. Со кого? Еден треба да е. Да речеме да имаш некоја фиктивна последна кафана, задња кафана. Со кого ќе земеш од сите нив еден? Ако треба да ти е задња кафана некоја. Кога бирам од пријателја или... Од сите овие пријатели што ги знаеме познативе? Од познатих. Да, кој би го зел за да си поминеш топ? Sad si me našao. Тешко е. Teško je, to je ozbiljno pitanje. Тешко е. Ако ептен не можеш еден, ајде двајца нека се. Pa, znaš kako, ako bi morao da biram, moram ti reći jednu stvar, da postoji, to će sad biti malo čudno, postoji jedan čovjek u mom životu koji je meni sve i svja. Dobro. Neko koga ja uvažavam i slušam i neko ko mi je onako srcu drag, a svi ti ljudi koji si tu pomenuo, njega vole kao oči svoje. A to je moj kum. To je jedan gospodin iz Podgorice, on se zove Mrva, njega svi znaju. Ako bi morao nekad u životu i da završim, da skončam i da se zaglavim i sve, to bi bio taj čovjek. To je onako moja desna ili leva, kako god, polovina srca. To je mrva bez koja ne možeš. Tako, to je mrva, ali ta mrva je puna ljubavi. To je jedan čovjek koji, eto, meni znači puno. I ako bi morao da, znači, sve u životu da radim, i znači i da završim život i sve, onda bi to bilo s njim, zato što je to čovjek ipak koji u mom životu puno znači, koji je uvek tu, znaš kako kaže, ima ona pesma, mislim da je grupa Balkan, uvek tu kad zapeti treba, on je 35-a, 6-a, uvek tu kad zapeti treba, moj stari Balkan. Znači, on je tu, uvijek tu kad zapeti treba. I to je onako, eto, čovjek kojeg sam morao pomenem. Vidi, ako nekomu nešto možem da posakam, možem da mu posakam da ima ovakav čovjek. Kao što i ti go imaš Mrva, da ti kažem. Hvala ti. Ja svima želim Mrvu. Ja svima želim jednog Mrvu. Ovde je крајот, ние за крај, така ние секогаш редот. А немој, молите, немој, ајде се. Ова е најголема од Македонија, Будниче Чевите и Златен Даб под Прилепска пивара. Ќе ја пееме за Лилјану, да не им останеме должни на луѓето, знам дека ќе уживаат кога ќе го чујат тоа. Многу ми е кеф што дојде, уште еднаш за крај ги повикуваме на 9 април, концерт во Борис Трајковски, Ацо Пејовиќ за прв пат у едно такво мега издание. А ово све мое.
Све е моje, твое, да, така. Знаš onog film Užička republika? Čiko, Dobro. je li ovaj lebac sav tvoj? Да, е сав твој. Епа ова све е ова твој. Hvala, naravno, hvala. Ајде, кажи hvala имате, sponzorima. повикај ги. Еве, Hvala тука. sponzorima, hvala sponzorima. Ono. Абе, повикај ги на концерт. A Луѓето. Еве тука. Те чекаат. svim ljudima koji vole ono što ja radim, poručujem dođite 9. aprila u dvoranu Boris Trajkovski. Oni koji vole. Ko ne vole, ne mora da dođu, ne moraju da dođu. Znači, apsolutno nemam opterećenje, niti pritisak. Znači, dođi. Специфична покана. Група Маестро, Ацо Пејовиќ, завршуваме со за Лилјану. Знам дека го чекавте сето тоа. Ацо, многу ти фала што дојде. Јас се поминав супер, ќе дојдеш пак. Овие сите што ги збориш, Биела, Желјко, едно друго, биле, мислам дека ќе бидеш и ти пак. Možda će u nekoj drugoj emisiji, možda u Srbiji, negde pitati neko za tebe. Bićeš na ovom spisku. Замисли, ау, деца на чување мене? Možda se to desi. Mi se dopaѓа. Дојдете го што. Одиме, Ацо Пејовиќ и група Маестро луѓе. Мислам дека си ја завршивме одлично работата и тука веќе можеме да се збогуваме во сценариото и да го фрлиме. Правете го и вие ова, бидете совесни граѓани, користете ги кантите на пакомак. Бидејќи треба да си ја чуваме средината, сортирајте отпад, стакло со стакло, пластика, пластика, хартија, хартија и така и фрлајте ги работите. Бидете совесни граѓани, еден ние светот треба да си го чуваме. Да завршиме на најубав можен начин како што најавивме. Одиме, Ацо Пејовиќ, Маестро бенд за Лилјану сега. Не косите росну траву, не ломите младу грану, оставите цветна полја, оставите цветна полја, не цветају за Лилјану. Оставите цветна полја, оставите цветна полја, не цветају за Лилјану. Љубави су многе биле, као ватра младост плану, све што оста од живота ја бих дао за Лилјану. Све што оста од живота ја бих дао за Лилјану. Љубави су многе биле, као ватра младост плану, све што оста од живота ја бих дао за Лилјану. Све што оста од живота ја бих дао за Лилјану.